Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Второто полугодие во училиштата започна. Министерката за образование и наука Весна Јаневска на учениците, наставниците и родителите во соопштение им посака успешно совладување на новите предизвици, градење пријателски и безбедни училишта, во кои ќе владее културата на разбирање и соработка. Од друга страна, општините излегоа со катастрофални бројки за испишани ученици во основните и средни училишта. Тетово, 74 ученици помалку во споредба со почетокот на учебната година. Битола, второто полугодие започнало со 27 ученика помалку. Штип, 56 испишани. Куманово, 174 ученици помалку. Иселувањето на населението, но и намалениот наталитет доаѓа до израз особено за време на уписите во училиштата, кога има се помалку ученици во споредба со претходните години. Трендот на иселување на млади семејства не се намалува ни во оваа учебна година, туку напротив има се повеќе барања за отпис на ученици. Како да им се помогне на младите семејства да останат во Македонија? Ке остане ли некој во Македонија? Тоа на што денес ве прашува црвена линија, а секако ве прашуваме и прашање плюс, кое што е анкетно и можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Ако не следите, сторете го тоа, кликнете веднаш на Инстаграм стори и одговорете на прашањето. Каде заминуваат учениците? Дали е тоа под А странство или пак под Д други градови? Еве како изгледаме на Инстаграм стори. Се разбира, ако вашиот одговор е странство, ќе кликнете на ова поле, а ако е други градови, ќе кликнете под опцијата Б, други градови. Секако во проценти ќе пресметаме и пред крајот на црвена линија ќе ги соопштиме и резултатите. Она што сега ќе го погледнеме е прилогот на Даниела Билбиловска, а потоа ќе започнеме црвена линија токму со вас. Второто полугодие во училиштата во општина Тетово започна со 74 ученици помалку во споредба со почетокот на учебната година. Иако минатогодишните бројки беа поголеми, сепак трендот на намалување на бројот на основци и средношколци продолжува, како во градот, така и во селата. Родителите бараат исписница за своите деца како потребна документација при упис во ново училиште, претежно во западноевропските земји. Од почетокот на учебната година па до сега, според податоците што сме ги зеле од основните училишта, отпусница зедоа 57 ученици за кои заминале во Запад и 17 ученици во средните училишта. Ако продолжува овој тренд, значи за нас ќе биде многу тешко функционирањето и на училиштата, па дури и на општеството. Во општина Битола второто полугодие започнало со 22 ученика помалку во средните и 5 во основните училишта. Според податоците на секторот за локален економски развој и образование во општина Штип пак, оваа година нема големо намалување на бројот на ученици, затоа што покрај тие што се испишани, има и ново запишани. Во првото полугодие на учебната 2024-2025 година од 5 основни училишта се имаат испишано 30 ученици, но има и 21 ученик кои се новозапишани. Тоа значи дека немаме големо намалување на ученици, а што се однесува до тоа каде заминуваат учениците, за 12 имаме податок дека се заминати надвор од државата со своите семејства. Во средните училишта 26 ученици се испишани, од кои за двајца имаме податок дека се заминати во странство, но се запишани и 19 нови. Иселувањето на населението, но и намалениот наталитет доаѓа до израз особено за време на уписите во училиштата, кога има се помалку ученици во споредба со претходните години. Сега на потек да ве слушнеме вас за учество во црвена линија, особено ова го зборувам за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија како што е црвена линија. Завртете го пред се нашиот добро познат број 02-307-005. Но оно што ќе ве замолам секако по вртењето на нашиот број, откако ќе ве превземат во режија, задолжително намалете го и целосно тонот на ТВ приемникот, што значи јас и вие ќе зборуваме само на слушалка.
Како и меѓу другото, уште еднаш ќе потсетам за учество во оваа дискусија, можете и преку социјалните медиуми. Секако дел од коментарите ќе бидат прочитани меѓу вклучувањата на гледачите. Заследете на Facebook, Црвена линија е нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Па, ајде да ги слушнеме денес од вас одговорите на нашите прашања. Како да им се помогне пред се на младите семејства да останат во земјава и ви се чини ли дека ќе остане некој во Македонија? Секако, кога веќе се прават вакви забелешки за тоа колку се намалува во второто полугодие бројот на учениците, еве ве прашуваме според вас каде заминуваат тие ученици? Дали е тоа во странство или можеби во другите градови? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Поздрав и до вас. Благодарам. Учениците заминуваат заедно со своите родители во странство. Затоа што тука немат услови за живот. Прво младите, а после нивните деца. Затоа што оваа држава не е воопшто заинтересирана ни за млади, ни за стари. Младите гледат што поскоро да ги испратат во странство, а старите да ги испратат у гробиштата, на запад, за да се намале населението, за да нема кого да ранат. Овоа се секој пат повторува секоја година, обично второто полугодие, затоа што само во странство во тие времиња има работа повеќе, сезонска работа има во странство, во Италија, во други места, и тие заедно со своите деца заминуваат тамока. Ви се чини ли дека постои начин еве да ги задржиме? Како можеме да ги задржиме? Не може да се задржат младите. Ни стари, ни млади, кој кој може да бега, нека бега. Тука нема живот за никој веќе. Има една поговорка, кој ќе остане последен на аеродромо да го изгасне светлото. Затоа што нема никој веќе да останува. Старите не се способни да работат веќе, само... Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на едно јавување. Ке се заблагодариме за гледачката и незините одговори, а ке продолжиме со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Роме, учителот од село Биџево. Голем поздрав до вас. Па еве како учител, според вас каде заминуваат овие ученици, во странство или во другите градови? Ке заминуваат ке што сакат. Ја ќе ти се обрата со поетска торба моја. Слушај, Тина, вака е моја поетската торба. Светот има многу мајки. Убави си белосветски. Мојата мајка не е лична, за некого која гледа, но за мене нема нигде поубава од мајка ми, која мене ме родила, с пресно млеко ме доила. Светот има многу земји, убави си, богати си, се во злато позлатени, се во сребро посребрени. Мојата земја си робашка, но ја сакам, зашто е моја. Таа моја, а јас нејзин. Една е мајка и една е мајка земја. Ја никога пат не сум ја напуштил мајката моја земја, Македонија. Најстарата земја во светот. Само сонцето е постаро од Македонија. Така е, Тина. Од учителот Роме од село Биџево. Според вас, по 5 села бе учител. Благодарам многу, еве, вие секогаш поетски или низ песна одговарате на нашите прашања, но еве конкретно, како можеме да ги задржиме младите во земјава? Младите семејства особено. Младите семејства. За пари не се продават мајката. Да си останат овдека. Не за пари да продаве државата, мајката земја. Од мајката поуба немат. И од земјата ке се родил, тати е мајка земја. Друга земја немаш од таа што се родил. Тати е мајка. Друга мајка немаш. И така да не одат за пара да продаве држава. Не се продава држава, за парата е отров. Ај, пријатно. Пријатно, благодарам многу за интересниот начин на тоа како учествувате и ни давате одговори на прашањата. Ке подсетам сите останати кои што нема да се вклучите во живо, секако
Вашите коментари ќе бидат прочитани меѓу јавувањата на Facebook, еве и ќе ви покажам како изгледаме во моментот, така да еве допринос и учество можете да направите преку коментари. Прашањето е како да им се помогне на младите семејства да останат во Македонија. Воедно во Црвена линија прашуваме ќе остане ли некој во Македонија и всушност каде заминуваат учениците според вас, дали е тоа во странство или можеби преселба интерно во другите градови во земјава. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Еве се одма на прашањето. Како младите да останат во Македонија? Прво прашање место одговор. Каде одат младите? Во Европа прва дестинација. Значи во организирани држави кај што има систем, закон, ред, критериуми, мери, систем за резултати од работа и така натаму. Ме разбирате? Тоа ние треба да го направиме, ама за да го направиме тоа, морам да спомнам. Треба да се отворат кластерите. Македонија да ги почне преговорите и да почне да ствара услови како што има во Европа. И тогаш младите ќе останат тука. Што ќе ви одам, вика, во Европа, во туѓа држава, кога овде имам и куќа, и работа, и плата, и однос, и организирана држава. Не сваќате? Тоа е принципиелното прашање на оваа работа. А се друго е, како да ви кажам, оди силом прилике, нема што да прави, нема работа, ќе земе и странски пасош, па ќе се пуниме после зашто е странски. Па луѓето си бараат, што викаат Срби, извинете на израз, трбухом за крухом. Таму кај што му е поарно, таму ќе оди. Па дајте да ги створиме тие услови. Без Европа нема услови овде. Луѓе, разберете, сакале или не. Добро ни е овде, супер ни е. Кој како си мути, одлично му е, а другите нека си одат. Благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме во Црвена линија. Сте повелете. Исто, и јас сум наставник, како претходниот учител. Одлично, ева од прва рака. Па, каде заминуваат учениците всушност? По моје, сигурно во странство. Пошто овдека и јас и жена ми е наставничка. Од 90-те години работиме, а ако не прашувате што имамо до сега, мислим добиено, да не кажемо ништо. Од 3 синови, 2 ги имам во иностранство. Тоа го имам до сега изработено во Македонија. Сигурно и тој третиот, каде се 2 и третиот ќе оде. Значи, и учениците сигурно тамо. Жалосно е како што беше порано, како е сега ситуација во оделението. Ама немамо што да правиме. Вашите еве деца посакуваат ли на момент да се вратат во земјата? Што е она што може да ги задржи или барем да ги натера заминати да се вратат дома? Не, тие се интересирани, но како да постои можност ние да стигнемо до пензија и да не зинаме и нас там. Па ви се чини ли дека некој ќе остане во Македонија по ова што ни велите? Поред ово што го видимо, го поздравувам една гледачка што кажа кој ќе бидне задниот што ќе ги угаси светлата во аеродромот. Благодарам многу, драго ни е што вие како просветни работници, колку што нели паметам заедно со вашата сопруга се јавивте и ве ни откривте дека и како наставник сте сведок на голем број испишување на ученици, практично нивно заминување во странство поради тоа што нивните нели родители добиваат работа надворно и како родители чии деца заминале. Продолжуваме понатаму. Потсетувам, коментирајте на Facebook Црвена линија. Во продолжение меѓу јавувањата секако ќе бидат прочитани дел од коментарите. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, сине. Добар ден. Ево и јас да ви се јавам. Покажам одамна, ама некако. Па знаеш што, сине? Кога се вратат парите, што се покрадени во Македонија, што се отворат и да се отворат фабриките,
да ни се вратат децата од странство и да се заведе ред во таа држава Малте, да се запослуваат деца со соодветни и деца со соодветни факултети на работни места, да не иде преку партија, пошто кај што тражат прво партијска книжичка, па после се другото. Жалосно е, ќе кажам. И уште еднаш ќе кажам, жалосно е една златна земја да испуштиме од раце. Жалосно е што нашите предци се бореле за тоа парче земја, а така ни отиде курбан од апаши и лопови. Жал ми е што живеам стварно тука сум родена македонка ќе умрам, само срамота е и жалосно е што се работи тоа. Да немаме превоз како што треба, да немаме загадување Скопје станало Македонија. А селата празни, дојдаа тука од селата во Скопје. Зашто се направи тоа со Скопје? Зашто? Прашувам зошто? Дали можеше како што е Словенија, во Марибор не сме да се уселуваат, не сме да се гради, не сме да се заведе некој ред, закон, сине. Благодарам многу за тоа што ги споделивте со останатите гледачи кои се вашите одговори на денешните прашања на Црвена линија. А за оние кои што подоцна се вклучија, можете да видите на екранот. Црвена линија едноставно сега веќе прашува ќе остане ли некој во Македонија и всушност како може, постои ли начин да се помогне младите семејства уопшто веќе ниту да размислуваат да напуштат земјата, туку да си останат дома. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Во Црвена линија сте, повелете. Како ќе останат младите родители? Кога младите родители немаат никаква плата. Како прво, она кој има едно примање, една плата, а има две деца за школу, како он може да остане? Треба ли секој ден да му дава на дете 100 денара? А овие нашите не размислуваат воопшто ништо. Нити претходната влада, нити ова влада со Мицко, која што покачи сите плати на буџетарите, на политичарите, а на вас или на нас, пензионери или млади родители, не покачија ништо фактички. Затоа што они само размислуваат за нив, а панажи ги покачија по 300.000 денара на Фрчко и на останатите да им дават, а на пензионери да дават 12.000, а на нив по 5.000 евра плата. И да не платат ни горива, ни патарини, ни ништо. И кој е тој родител што може да остане во Македонија и да биде македонец? Се извинувам, еве на овие години да ви се укаже шанса би заминале од земјава? Па сите бегат надвор да... Благодарам многу и за учеството и секако за одговорите. Ке прочитаме стигаати и коментари, ке почнеме со коментарот на Лазар Станоевски кој што напишал: за да останат младите во Македонија, подобро образование, создавање работни места, помогнете за домување и грижа за децата, инвестирајте во здравство и вклучете ги младите во одлучувањето. Благодарам многу, господин Станоевски, за вашето учество преку коментар во Црвена линија. Останатите секако коментирајте, ќе читаме меѓу јавувањата коментари. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав и до вас. Видивате, ние сакаме да ти останат младите тука, наречено македонскиот дел од населението, во апартеидот, во заложена држава, каде што малцинство хара, растура со мнозинството. Што сака тоа му прави. Па со вакви партии кои немаат своје ја, кои немаат своја кичма, кои се безработни партии, нема иднина за овие млади. Не е само прашање финансискиот дел, прашање етиката и моралот се е уништена кај младите. Нема своје ја више. Достоинството го изгубија и ради тоа бега. Само ја би им препорачал више кон Западот никаков, таков како што
дегенеративни расипнички, не би им препорачал да идат. Сега иднината треба да се гледат кон истокот, кон Москва. Таму ќе им иднината, инако овдека нема иднина. А кон западот више се гледа до кај ќе стасаат со нивната западњачка иднина. Така да, ако збориме дали ја би останал, ја би бегал одма за Москва сега. Ќе зафркнем и пензија и све ако треба, ама овдека не се дише, гледајте го денеска уште обрание оноа расправање околу законот за децата, за таа двојазичност, каде што тие болоњци таму викаат не, овие викаат да. А ние велиме благодарам за вашето учество во Црвена линија. Податок кој што е фрапантен е тој што вкупно 174 ученици од основните и средните училишта во Куманово се отпишале на крајот на првото полугодие во учебната 2024 кон 2025 година. Затоа што со семејствата се оцелиле во странство или во другите општини во земјата. Од нив од основно образование се заминале 111 деца, а од средните училишта 63. Ке остане ли некој во Македонија? Еве, постои ли според вас чара или решение да се задржат младите семејства во земјата? А сега кој според вас како ви се чини, каде најмногу заминуваат учениците со своите семејства во странство или едноставно ја менуваат општината, односно се селат во други градови во земјава? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Па еве вака, само еден одговори паметен, даде паметен одговор. Значи, треба да се отвори кластер. Значи, дефинитивно треба да одиме кон Европа. За да го стопираме ова, значи, иселувањето на нашите луѓе во странство. А тој кластер од 1893 година го кочи најпатриотската партија, која што е моментално на власт, го кочи да не се отвори. Значи, еве и сега, истото, дава услови. Европа ни даде услов, шо услов ни даде Европа? Направете ова во уставо, менете устав. Не, партијата на власт не сака да го мени уставот. Требало првен бугарите да се сложат, па што ти ја знам, па бугарите се во Европа, ние сме надвор од Европа. Ние не можеме да се замешаме во Европа, тука е цела. Зато децата ќе ни бегат во странство. Сите и младите ќе бегат, а нормално ќе си ги земат и дечињата таму. Ќе се видат таму фамилиарно. И што правиме сега? Уште ќе тераме со инет. Па не знам до кога. Ќе остане ли некој во Македонија според вас? Значи, не кочи за да не... Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Сите оние кои што ќе сакате нови 90 секунди се подразбира, завртете го повторно нашиот број. Како да им се помогне тогаш на младите семејства за да престанат да се селуваат во странство и всушност својата иднина да ја гледаат во нашата земја, или ви се чини едноставно прашуваме ќе остане ли некој во Македонија? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ги слушав предходните гледачи и ги поддржувам. Има добри идеи и добри размислувања за судбината на Македонија понатака. Ако на младите свет останува, треба да размислиме што ќе да им оставиме. Ако се образуваат во Македонија, кои странците ништо не са вложили во нашето образование, ако дојде да се вработи на ревот, се бара што е бил татко му, што е бил деда му до трето колено. Да не кажам понатака. А патриотите, предавниците, слугите и поданците на секој чекор ставиат топка на младите. И ако е формира семејство со дечиња, не ја види веќе перспективата свој, нема да живее 101 година
него иде тамо каде ќе има перспектива за неговото семејство. Останаат не млади, него старците кои не можат каде да идат. Погледнете ги, становите со спуштени ролетни, куќи со затворени капии овде, или тој и тамо по една сијалица збори во собата. Свети, докаде? Ни јас не знам докаде. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале. Како е во Прилеп, еве, има ли многу иселени млади семејства? Јас сигурно станувам во моја Македонија и тие што си ја сакаме татковината, што сме воспитани во македонски дух, што нашите пари македонски што ги земаме, ги трошиме за македонски производи, за луѓе кои работат во наши фабрики, млади луѓе, за да земат плата или па да имат зголемени плати. Штом тие се вработат нови млади, од млади брачни парови, да се плати за нив здравствено осигурување, пензиско, и така да се пунат фондови. Тој е еден голем, убав круг. Значи, милиарди евра во наша економија. Но за жал, 90% луѓе нема чувство такво нешто да направат и одат на запад, во земји, каде тоа го прават. Во Германија германци купуваат пред се германски артикли. Во Австрија купуваат пред се нивни австрийски. Во Шведска шведски. Како сакате овде да ви дај Македонија, а Македонија ви дава плати, пензии, школство, здравство, но вие кога земите пари, одма брзо, Копалник, Банско во Бугарија, Солун таму, трошите пари за тој ги производи после, Македонија нема. Немате вие. Почет до секој македонец, а Господ, јас сум сигурен дека 90% луѓе не ја заслужуваат Македонија. Генерации пред нас сонувале да се на наше место, да живеат во слободна Македонија. Гинеле за нас гинеле за Македонија. А денеска они кои живеат во слободна Македонија, најпривилегирана генерација, нема чувство за мајка Македонија. Само се... Ке посетам 90 секунди, е време траењето. Благодарам многу за јавувањето и продолжуваме понатаму со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Добро. Повелете, ве слушаме. Дали ќе остане некој? Не би го разбирам прашањето. Дали скоро ќе се исели Македонија? Прашањето е во однос на тоа што секојдневно, па еве и во второ полугодие, големи цифри на деца се испишуваат, што значи со своите семејства заменуваат во странство. Па Црвена линија, ако продолжи ваков тренд, дали ќе остане некој во Македонија? Одделно по општините колку се иселени, гледав. Тоа ви е муаветов. Имате некои податоци, а имате, например, податок во Скопје колку има доселено. Може не се надвор од земја, има во Скопје доселено, така? Добро, продолжете. Ние прашуваме постои ли начин да ги задржиме семејствата во Македонија? Тоа е главното прашање. Тоа е прашање, да. Немате мислење вие? Пошто не е квиз ова, знаеш. Ај на квизов разбирам дека тече времето, ама ова не го сваќам. Концептов на емисијава. Вие сте уредник, така? Слушајте, господине, не знам зошто не имате ли по-позитивно спрема народов. Дали знаеме сметате сите дека се селиме, ги знаеме проблемите секојдневни. Не се расправајте, само ќе ги пуштиме од поново 90 секунди. Кажете, кажете ми, ајде, пак ќе ви кажам дека не е ова квиз. Па не е квиз, ама имаме прашање, секоја емисија тема. Кога ќе видиш некој реален човек, и пошто вие сте уредник на емисијава, ќе видиш дека треба да го оставиш да си дозвори, да се доискаже. А како јас ве прекинав, освен што вие ме нападнавте, дека ние поставуваме прашања како квиз? Не мене, општо зборам за емисија. Ајде, нови 90 секунди, одговорете на прашањата на Црвена линија. Ќе останат во Македонија некој, на првото прашање, како да им помогнеме на младите? На младите може да им само да се подобри политиката. Сите до сега политичари, сите политики од различни влади се погрешно водени. Очигледно така и се продолжува. Само ви кажав како сугестија, нешто по-позитивно да слушнеме од некоја емисија. Што стварно нема програми, ако сте и вие сте национална телевизија, ни едукативна, ни детска, нема никаква. Програма многу слаба има. Сите телевизии се сведени на вести, на серии, на глупости. Наша програма македонска немаме.
Сакате да кажете дека во Телма сите емисии се не македонски? Не во Телма, општо на телевизије зборам и општо за политиките збора во државава сите овие изминати 33 години. Медиумите се виновни што се програма, селуваат? например, порано имаше една телевизија, може две телевизија, ама имаше детска програма, ќе почне звон, бушава азбука, така на така, и ете, генерација сме, негде знаеш тоа, не мора да ти објаснувам. Не мора, сме воделе тоа. Него, да. Кажете ми, дали од тие причини се селуваат семејствата што нема детска програма или? Не. Тоа ви викам, тоа е многу минус за сите телевизии, не за вашата, не се навредувајте. Па вака сега ќе ви кажам, она што можам да го кажам за телевизија Телма, секако во викенд просторот, односно викенд деновите и такако во времето кога е предвидено за најмладата популација, има точно предодредена програма во која што ќе ужива и ќе се едуцира. Еве и бидејќи се спомна квизот дека Црвена линија поставува прашање како квиз, Црвена линија секако поставува прашања за да можат гледачите, ова е единствен простор каде што граѓаните реално може да си кажат што мислат, таква е емисијата, а што се однесува до едукативен карактер, секако е квизот кој што можете да го гледате на Телма и се вика Заврти на Телма. За да слушнеме што ќе кажат останатите граѓани во однос на темата за која што зборуваме, а тоа е факт и не случајно се нарекува бела чума, се поголем број на ученици се испишуваат, дали одат во други општини, други градови во внатрешноста низ земјава или едноставно со своите семејства заминуваат во странство, прашуваме постои ли начин секако да се намали ваквиот тренд на бела чума како што ја нарекуваат, односно постои ли начин младите семејства да си ја гледат својата иднина тука и секако да бидат блиску до своите и родители, не само учениците, туку и семејствата кои што тука си имаат своји роднини, своји родители. Никој не сака да биде далеку од својот дом, тоа е факт. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Рековте бела чума, а нас не потиснала црна чума. Например, во времето се селеа од селата во градот, бега да пушта. Сега од градот во странство бегат напуштат. Гледат што се случува во државава. Гледат од врвот горе како протежираат и како е водат државата и децата се многу попаметни од тие што се на власт, што е водат државата и го отсликуваат и гледа што се случува и на време паќат, да речам, джаве зборот, джаве, да се иселат. Затоа што децата сега со ова мобилна телефонија се многу попаметни од тие што ја водат власта и многу повеќе знаат. Јазиците повеќе ги имат научено, а не овде се фатиле албанските јазиците, албански ќе учат, употребало за нешто. Се тепат по собранијано и сакаш да останат децата тука. Никој нема да остани. Нека расти трње и во среде Скопје, полека, луѓе гам немат по улиците скопски. Остај го центарот. Пролазници се. Празни се, населбиви со луѓе празните. Деца джагор нема. Апсолутно нема. Не постои. Ова власт не размислува на тоа. Ќе се качиле на коњ. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме со Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Вие сте, повелете. Сега ја да кажам од лично искуство, не знам за мене, ја не гледам иселување, бидејќи сега дека во мојата околина, уназад неколку години, толку е населено, толку има згради, толку има деца, што века порано 2-3 деца ако видеше да бидеш благодарен. Сега ја не знам колку има, значи имам 2 приватни училишта, средни, едно основно приватно училиште, едно државно, една градинка и нема место. И сега ја како да кажам на ова ваше прашање дека се иселуват. Работава кај мене доаѓа дека се доселуват. Кажем лично за пример каде што ја. Така, па затоа имаме прашање каде заминуваат учениците еве од Куманово, Тетово во европско западните земји.
Еве, јас ќе ви кажам во Скопје. И јас сега не сакам, ако почнем овдека да ви кажем од кој све, од каде има, значи, што учат многу странци има, да речам сега во овие приватните, повеќе се странци, меѓутоа многу има, еве сега има и многу гледам тука од Турција. Значи има пуно населени што учат овдека. Гледам децата вајда во Јахија Кемал учат на турски, што не знаат некој македонски, некој знаат. Значи, од други градови, ви кажем, еве јас Коменски, значи не може пребукирано, вие не знаете што е толку. Мислам, убаво е. Затоа кажем, значи не дека се иселуваат, него како да кажам, она преселување, буквално, од едно место во друго место. Па вие што сакате кога беше војната? 90 секунди е време трењето, завртете повторно секако ако сакате нови 90 секунди и секако благодарам за одговорите. Добар ден! Добар ден! Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Јас сакам да кажам дека овие што се иселуваат во странство. Дали ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме цело време. А тие таму се робљени. Робљени. Странести не дава пари без работа. Само бегаат отидашите тука што се бизнисмени, сакат брзо да се збогатат и не дават доволно плата на луѓето и бегаат. И млади, и постари мислат што се за работа. Тоа е мојот одговор во врска со темата. Според вас сите заминуваат всушност оние кои што заминуваат во странство или може би се прави миграција во рамки на самата земја? Од еден град во друг? Миграцијата е ради тоа што кај нас не е капитализам, него е грабализам. Инспекцијата уопште не води рачун дека овие ја злоупотребуваат работната снага на работников во нашите, така да ги кажам, бизниси. Дали е јасно? Така, добро. Тоа е се. Благодарам многу за вашето време, вашите 90 секунди што ги споделивте со нашите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Емисијата ви е токму добра. Ако веќе замислиш со овакви наши млади кои зависат од 12% албанци, што ни ја вода државата во 3 пати погрешен правец, е следната. Слушнале колку е европската казна? Толку ќе бидат европските казни. Дали се слушнале колку се европските плати? Зборувајте. Со што народот живее? Значи, ова е нешто срамно да се рече дека некој за 5 или 10 години ќе остане веќе во така наречената Српска Македонија што наставија Србите. Кај нас бугарите не барат државјанство. Да ги внесеме во устав, во ред. Имаме околу 400 бугарски пасоши. Кај нас ги дава личните карти на времето на Гордана Јанкуловска за еден глас. А ние дали сме толку наивни да платиме по 1500 евра бугарски пасоши. Значи народот мора да оди да дојде до едно парче леп. Одека нема, ова е завршена работа. Благодарам многу и вам за учеството. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно само. Добар ден, благодарам што ме вклучивте. Слободно ве слушаме. Благодарам. Очекував претходниот гледач ќе каже нешто за крадењето на некои луѓе, ама Гордана Јанкуловска му е веројатно во глава нешто, не е битно. Ајде вака сега, дали ќе остане некој, сигурно некој ќе остане, него по-убаво би било да има прашање, предлог, како некој да остане. Па имаме, еве, како да им се помогне на младите семејства да останат во Македонија? Добро, во ред.
Прво да се помогне од школството. Значи, децата се разочарани од ќе ми дадете уште некоја секунда да се доизјаснам, се од мали нозе. Пример, 5-то, 6-то, 7-то оделение. Све тестовите од другарчињата празни, единици, двојки, не може единици, двојки и на крај. Дали може сите петки да бидат во класот сите одлични? Значи, корено да го аналитички да го разработиме. Дали може сите деца да бидат одлични и сите петки по сите предмети? Невозможно. Че ве молам, апел до Министерство за образование, сите тестови од децата да ги скенираат и да ги имаат во електронска, да видат, да не смеат на крај на сите деца што имаат слаби тестови, да им го земат местото на децата што учат, што се трудат, што се залагаат, што се вредни. Значи, разочарувањето од тука. Второ, со 3%... Иако сакавте повеќе секунди, правилото е такво, важи за сите. Значи, 90 секунди е време траењето, но ќе ви се заблагодарам прво за одговорите и сега кој јавете се повторно, завртете го бројот во исто во издание да се добиете и нови 90 секунди. Време е да прочитам уште еден коментар на Facebook. Цветанка Стојановска напишала: заминуваат во други градови, но не во Македонија. На младите семејства ќе им се помогне да останат во татковината. Дали може да го покажеме коментарот, ве молам? Верувам дека ќе го добиеме она за да видите како изгледаме на Facebook. Меѓу другото, сега кој и да продолжите со коментирање и споделување, измеѓу јавувањата ќе ги читаме коментарите. Цветанка Стојановска, и ме повторувам, напишала: заминуваат во други градови, но не во Македонија. На младите семејства ќе им се помогне да останат во татковината само ако имаат вработување и пристојни плати за живот. А во Македонија во догледно време нема да останат ни старци. Веќе 7 година моите деца фамилиарно се одселени во странство, бидејќи и по 10 години со високо образование за нив во татковината немаше вработување. Што ми се јави прилика и јас ке си заминам. Благодарам, Цветанка, што напишавте коментар, останете со црвена линија, останатите продолжете да коментирате, ќе читаме меѓу јавувањата. Добар ден. Добар ден. Пошто јас сум сега на ред, значи. Да, повелете, ве слушаме. Како да ги задржиме младите во Македонија? Многу тешко. Ги задржаме по тие услови, да им се овозможи прво добар живот, да имаат перспектива за што учат и кога ќе работат, кои примања ќе ги имаат. Нека дадат како иностранство што взимаат по 800.000 евра плата, да видиш дали нема да останат. Сите ќе останат. Никој не би сакал да оди да работи од ноќ до ноќ за тие 1000 евра примања. А овде кај нас би требало да им дадат и услови за стамбено решење, да си решат кредити поволни на млади браци парови да им се даде. За да се отворат градинки, да има децата каде да им одат. Вака нема услов за што да се бори. Перспектива треба да има во животот, која ти ќе заработуваш добро, те влече да уште повеќе работиш. Која ќе земеш по високи примања, автоматски сакаш да купиш ова, да купиш она, имаш услови за живот. Ако немаш услови за живот, све ти е џабе. Не можеш да се лечиш, а камоли да се храниш. Благодарам за сослушувањето, пријатно и се најубаво. Благодарам многу за вашето учество пред се и секако останете и да слушаме и останатите гледачи до завршувањето на црвена линија, какви одговори ќе дадат на денешните прашања. Добар ден. Добар вечер, Македонија, уште еднаш. Ако, повелете. Да одговорам на тоа прашање, на таа мајката. И, значи, толку црна пропаганда против својата македонска држава, да си заминиме сите, па луѓе без заминете,
нека си ја земат цела албанци или нека доселат Ве некој, не молам знам. без националистички коментари. Кажете ми квалитетот на животот дали може да се подобри за да нели ги задржиме семејства. Еве, како да се подобри? Ако Македонија ви дава плати, пензии, социјална помош, школство, здравство, а вие, не вие, дел, нема чувство за лојалност, како да му дај Македонија 1000 евра плата, ако таа фабрика никој македонец не купува производи? Еве, тие факултетски образовани, значи многу јаки, стручни, нека отворат фабрика, нека дадат на тие вработени нивни по 1000 евра плата, али лесно е да бараш 1000 евра плата, а како може таа фирма да отвори плата 1000 евра, ако никој не купува македонски артикли од таа наша македонска фирма? Која е логиката? Има економска логика, потрошувачка, пласман и зголемени плати. А овдека, јас им се завиду, видите, плюс одат на Запад. Кој е тој Запад? Тој Запад кој е? Англија, Франција и Германија. Со векови ни прават војни, санкции, блокади. Па одат и во Нов Зеланд, одат и во Австралија, одат секаде, каде имаат можности за работа. Ако не ги собери земја, може појдат и на Марс. Само бел ден нема да видат по туѓи земји како странци, каде има бучкуруш, геј паради, истополови бракови, Содома Гомора. Македонија е рај. Благодарам многу за второто вклучување. Значи, ајде продолжуваме понатаму. Знаете да не повторуваме, еве тоа важи особено и за коментари кога се пишуваат нели во црвена линија. Сакаме сите да ги прочитаме нормално, но имајте во предвид доколку нели се употребуваат погрни навредливи зборови, тоа важи и во рамки на излагањето телефонски во живо и секако кога се користи говор на омраза и кој што алудира на насилство, секако ќе биде вклучена само во тој случај црвената линија. Добар ден. Здраво те, Нелма. Ајде, добре ни дојдовте во црвена линија. Ајде, подолго. Да се надоврзам со многу мои претходници, не се повторувам, да се надоврзам. Минимум 20% млади семејства ќе се вратат кога врз нивните родители извршените злосторства од страна на работени како суди, адвокати и слични ќе се ревитираат злосторствата, буквално кражбите, кој ќе се среди, кој ќе се направи нормален суд и ќе се врата. Значи, врз нивните родители се извршени злосторства, буквално монструозни кражби, уништени семејства. Минимум 20%. Тоа е клучот за да се среди државата. Го напаѓаат Западот. Абе Западот, Америка е пример за демократија, за суд нормален. А тие кога има некаде недомаќини, а ги поддржува најголемиот, да речем, злосторник таен Русија, таа е најхибридна држава. Како може толкава територија да држи ескими каквине и Русија и тоа што нема? Тоа е хибрид невиден. Тоа е најподмуко монструм што ги поттикнува дека ќе ги штити, како Хамас, како Сирија уништен, Афганистан, Либија. Тие се најподмуклите створења во раководството, не е народот во Русија. Поздрав од мене. Поздрав и благодарам за учеството. Ева уште еден коментар од Урош Мисовски кој што напишал. Како млад човек кој ја напушти Македонија пред 6 години, на само 10 години длабоко сум разочаран од состојбата во државата и од недостатокот на иницијативи од страна на владата за подобрување на животните услови. Младите семејства, како и јас и моето семејство, се соочуваат со ниски примања, недоволно работни можности и чувство на несигурност за иднината. За да ги задржиме младите, потребно е итно да се инвестира во подобро образование, квалитетни работни места, повисоки плати и поддршка за млади семејства преку субвенции за домување и грижа за деца. Владата треба да покаже одговорност и јасна визија зашто само со реални промени можеме да направиме Македонија земја каде што младите ќе сакаат да останат и да градат својата иднина. Урош, големо благодарам за твојот одговор преку коментар на Facebook. Охрабрувам, продолжете, коментирајте во времето измеѓу јавувањата, повторно ќе читаме коментари. Добар ден. Добар ден и убав ден. Ве слушаме. Значи, ова што се случува сега, го имаше во 62 година.
пошто членот моето семејство требаше да замине, масовно заминуваа за Германија. Значи, ова не е ништо ново. Имаше вакви емиграции исто во времето на Југославија. Ги носеа натаму Банат, Србија, таму носеа кај нас, така да ова вакво меѓутоа тогаш немаше вакви емисии, не се знаеше. И јас се кажувам од лично искуство, пошто и сум имала членове фамилија, пријатели и све и го знам. И колку им беше тоа масовно. Меѓутоа, сега јас ќе кажам дека има и многу, сега кога беше слушав, 200 програмери, сега не карикирам, ајде нека не биде, значи се вратени од странство, си основаат овдека фирма во Македонија и работат за странство. Така да има многу луѓе што се враќаат. И сега, значи ја не знам во друга држава каде, државата дава општествени станови, како кај нас што дава, не знам, значи, стварно, можда овако, еве, не знам, си кажувам, кај нас колку тоа се дава. Вие на запад имате ретко луѓе кои имаат лично своји станови и куќи, повеќето им е под кирија затоа што имаат големи даноци. Значи, вие во Германија сите и било каде што работат, може, значи работат по 2-3 работни места. Еве, јас знам овдека во Скопје исто работат по 2 работни места и обстануват. Значи, ти ако сакаш нешто да направиш, можеш и тука, меѓутоа не се сака. Ние сакаме се од државата. Јас не ја оправдувам државата, меѓутоа треба малку. Така, благодарам многу за вклучувањето. Сега веќе и времето наложува да ви соопштам како пак на Инстаграм одговорија оние кои што учествуваа во анкетата. А ако сакате да учествувате во утрешната анкета, ќе ни биде особено драго, заследете не и на Инстаграм. Продолжете со дискусијата на Фејсбук преку коментари. А на прашањето каде заминуваат учениците на Инстаграм, вака одговорија под А странство, 89% рекоа странство. 11% одговорија под Б во другите градови. Сега ќе ги погледнеме рекламите и повторно ќе бидеме заедно во студија. Благодарам многу за уште едно издание на Црвена линија, кое што без вас секако немаше да биде. Останува секако да посакаме на младите семејства иднината да ја гледаат само во земјата, а сите останати да останат со Кате и Ненад, моите омилени комши. Ало, комши, добар ден. Тука сме. Еве, довршуваме, се подготвуваме. Не ви снема лента случајно. Весело студија. Како да им објасниме на гледачите какви се ситуации имаме ние? Па дека сме домаќини луѓе и дека и ние сме луѓе и што им се случува нив, ни се случува и нам. Само ние може да им се случат добри гости и многу добра музика. Барем јас така знам.